Добра сум. Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин 17:10, време за уште едно дружење. Секако со нова тема, со гостин во студиото, со кој што ќе обработиме една тема која што досега, кога станува збор за проблемите со очите, не сме ја презентирале до вас. Значи, ќе говориме за суво око, а веќе со мене во студиото е доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и ни доаѓа од Промедика Медикал центарот. Се надевам дека се тоа што ќе го кажеме во однос на проблемот со суво око ќе биде корисно за вас и сите оние дилеми кои што ги имате или можеби прашања во однос на проблемите со очите, ќе имате можност нели да се придружите во нашиот разговор, да побарате нели мислење за вашиот проблем, а доктор Наум е денес тука да може нели да ви посочи како да постапите за да решите некој проблем со очите. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Наум и пред да го започнеме разговорот, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот за подготвен токму за денешнава тема, меѓутоа по-широко малку за проблемите за очите. Очите се најразвиениот сетилен орган во телото. Всушност, многу поголем дел од мозокот е насочен на одржување на функциите на видот, отколку на другите сетила за слух, вкус, допир или мирис. Обично за видот не размислуваме како за голем дар, но кога ќе дојде до нарушување, повеќето луѓе би направиле се за да си го повратат здравиот вид. Најчистите облици на нарушување на видот се неправилностите во прекршувањето на зракот, светлината, односно начинот на кој светлинските зраци се прекршуваат во окото и на кој сликите се пренесуваат во мозокот. Кратковидоста, далековидоста и астигматизмот се нарушувања што се јавуваат поради грешка во прекршувањето на светлината. Двоењето на мрежницата, слепилото за бои и ноќното слепило се систематски нарушувања на видот, чија последица се искривен или нарушен вид. Мрежата, конјуктивитисот, глаукомот и дегенерациите на очната дамка или макула се исто така болести на окото, што се лекуваат со различен успех. Ќе напоменеме некои од симптомите. Нејасна слика на предметите што се наоѓаат на голема оддалеченост упатува на кратковидост или миопија. Нејасна слика на предмети што не наоѓаат на мала оддалеченост упатува на далековидост или хиеропија. Прави и хоризонтални линии кои изгледаат нејасни и неправилни укажуваат на астигматизам. Блескање пред очите, ситни предмети што се гледаат пред очите или ненадејно губење на централната или периферната слика може да укажуваат на двоење на мрежницата. Тешкоти во разликувањето на црвената и зелената боја при слаба светлина се знак за слепило за бој или далтонизам. Оттежнато распознавање на предметите при слаба светлина е знак за ноќно слепило. Ако забележите симптоми на двоење на мрежницата, во тој случај морате итно да отидете на лекарски преглед за да се спречи слепилото. Ако станете пречувствителни на светлина, може би се работи за воспаление на спојницата. Ако во окото ви влегло туѓо тело, што не можете да го измиете со вода, постои опасност од создавање на белек или инфекција на окото. Ако носењето контактни леки предизвика тегобност, може би боледувате од инфекција, абразија или имате туѓо тело во окото. Ако гребаница или удар во окото го оштетува видот, може би дошло до внатрешно крварење или кршење на коската околу окото. Кратковидоста и далековидоста се поврзани со начинот на кој окото создава слика во фокусот на задната страна на окото, каде 10 слоја на нервното ткиво чувствително на светлина ја сочинуваат мрежницата на окото. Кратковидоста или миопијата, од која боледуваат околу 20% од населението, се јавува кога сликата се создава пред мрежницата, а не на неа десно, така што оддалечените предмети изгледаат нејасни. Кратковидото лице ја држи книгата блиску до очите кога чита и мора да седи во првите редови во училницата или киното за да може јасно да гледа. Болеста е наследна и се јавува подеднакво и кај мажите и кај жените. Особено се јавува во детството, а минува околу 20 години од животот. Во секој случај добро е барем еднаш во годината да се поиде на офталмолог и да се провери состојбата со видот.
Да, ете од прилогот можевте да забележите за какви проблеми нели се јавуваат воопшто кај окото, значи колку комплексен орган е окото и секако може да се јават и разни видови на проблеми. Меѓутоа, како што кажав и денес, ќе говориме за суво око, значи како настанува, како се лечи, што е ново во промедика, што се користи во однос на диагностиката од што точно настанува сувото око и како потоа се третира. Затоа е тука, како што најавивме на почетокот, доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург. Ти благодарам, доктор Наум, што одвои време денес да бидеш овде присутен во студиото и да направиме оваа интересна емисија за суво око, бидејќи одамна некако се договаравме. Така, благодарам и вас на поканата. И мене ми е интересно кога зборувам за некои теми кои ете поретко се опфатени. Обично говориме за потешките проблеми кои станува збор за катаракта, перди и така натаму, тоа се што е оперативно што се третира. Па што е на почеток суво око? Па суво око е поедноставено речено, за да ме разберат слушателите, а секогаш и гледачите зборувам поедноставно, е кога човекот првично се мисли дека нема доволно солзи. Значи, солзите во окото се создаваат во солзната жлезда, а се наоѓа тука во горните делови под капакот и ги создава солзите и тие доаѓаат полека, ја вршат својата работа во окото и после одат во носот. Знаеме кога плачеме, го бришеме и носот. Така. Првично суво око е ако доволно солзи не се создаваат. Кога збориме за солзи, треба да знаат гледачите дека солзите се содржат од 3 слоеви. Еден слој е така наречен муцински слој или така лигав слој да го наречам. Средниот е тој водениот, кој сите го знаат, демек воден слој солзи. И третиот слој е липидниот или мрсниот слој кој ги обвива тие солзи. Првично, кога фали тој водениот слој или може да фалат и сите 3 слоја, имаме намалена продукција на солзи и пациентот, ради тоа што неговата солжна жлезда не создава доволно солзи, ги нема солзите. Вториот дел кој е по, да кажем, нејасен за пациентите и кој, ете да кажем, доста се пропушта, е немање на тој липидниот слој. Липидниот слој прави да солзите кои се создаваат во солзната жлезда одат во окото, прави да се задржуваат. Ако го нема липидниот слој и ако солзите доволно се создаваат, брзо си одат. Значи, солзите треба да останат одреден период во окото, се додека не дојдат другите солзи, другата количина. Тоа овој вториот синдром се вика евапоративен или испарувачки синдром. Така да првично, кога човек има суво око, не е во ред да само става обично ставање на вештачки солзи. Значи, треба да се првично тоа диагностицира. Прво, дали солзите ги има во доволна количина и тоа се прави со брз, така наречен Ширмеров тест или има уште неколку подгрупи на тестови. Од кога на пациентот ќе се утврди дека нема доволна количина на солзи со овој тест, се предува на втора етапа. Имаме современ апарат во Промедика, се вика Лакридиак или на македонски кажано апарат за диагноза на составот на солзите. И реално единствени сме во РМ со тој апарат и веднаш гледаме кој од овие 3 слоеви фали. Таа му доаѓа прегледот исто како кога се прегледува окото со нешто? Да, значи прегледот е неинвазивен, немаме кај нас болни, да кажем, прегледи. Едноставно само ја става главата на еден... Како што е и оној преглед за вид. Како што е класичниот точен преглед и самиот тој апарат ги прави тие брзо тие анализи. Медицината е заснована во тој дел на докази, се принта тоа и веднаш гледаме кој слој од солзите фали. Од кога ќе се утврди кој дел од солзите фали, тогаш веќе дејствуваме на тој слој, да го, да речеме, првично замени. Ако е водениот слој, се стават тие широко распространети капки
кои содржат во себе така наречена вода прочистена. Тоа се солзите во основа збогатена со одредени мали елементи во себе си. И тоа е она што класично го ставаат сите луѓе, веднаш кога окото е суво, ставаат вода. Но ако е липидниот слој, тогаш треба да се ставаат капки, ги има 2-3 вида. Така. Например, систейн, баланс или други, кои во себе содржат малку мрсен дел. И кога ќе го стават, тие го заменуваат во тој случај она што и треба да го заменат. Ставаат и тогаш нивните солзи, Така. кои доволно се создаваат, а брзо си одат, нема брзо да си одат. Така. Значи со тоа знаеме и кај луѓето, се што е со мрсно намачкано, поспоро испарува. Да, да. Така и ови подебелите поспоро им испарува топлината. Затоа е тоа тој да кажам мрсен слој да кажам. Така да се ставаат капки кои го заменуваат тој мрсен слој. И тоа е првичното лечење на тоа наједноставното лечење, да кажам, на сувото око. Но некогаш тоа е недоволно или пациентите не сакаат или не можат да нон-стоп ставаат од тие солзи или тоа толку прецизно да го дозираат за да им биде за да го удобно. реши. Така. Секако игра улога сувото време, парното грејење, сувата клима внатре помага да се испарува уште повеќе, посебно на лето кога се испарува, значи. Така да првично од кога ќе се заврши со оваа полесна, да речам, терапија, дали со мрсни или со обични солзи, следува она што ние во Промедика имаме два современи апарати, реално едниот ни е прв на овие простори во екс-Југославија и пошироко. Двата апарати се италијански. Со едниот апарат се зголемува продукцијата на тој муцински слој, со другиот апарат на тој водениот слој, а со третиот апарат, најнов сега кој имаме, до сега немаше, ја зголемуваме и продукцијата на тој липидниот слој. Третманите се неинвазивни, тоа е така наречена фотобиомодулациона терапија. Се става една маска, како буквално маска за маскирање на окото. Таа е приклучена на таа фототерапија, на изворите на таа фотобиомодулациона светлина и се пушта со посебна фреквенција и таа фотобиомодулациона, да кажам, светлина ја стимулира овие жлезди да почнат да си ја повторно обавуваат својата функција. А доктор Наум, зошто се јавува суво око? Постојат ли некои други причини кои што можат да предизвикаат сувост на окото, некои други можеби проблеми здравствени, еве бидејќи нели очите се поврзани исто со носните шуплини и така натаму. Од што може друго да бидат предизвикани овие пореметувања на работата на жлездите? Обично се јавуваат и после долготрајна употреба на капки. Значи капките кои се со јаки состојки ги уништуваат дел од овие клетки кои произведуваат солзи. Значи луѓето кои имаат глауком, значи очен притисок, тие луѓе хронично ставаат капки и нема никаква ни потреба да прекинат. Така. Но треба овие нус ефекти што ги предизвикуваат од страна на суво око да се ублажат или превенираат. Така. Или решат. Тоа се значи прво луѓе кои кај глаукомот, кои ставаат долго време капки. Луѓе кои имаат долго време алергиски инфекции и кај таа алергија страда и околната продукција на солзи. Следуваат луѓе кои се оперираат кај популарниот екзајмер ласер или за диоптрија. Бидејќи тој ласер кога ги обработува очите и тој еден дел околен од ткивото се нарушува малку што се создава. Исто и кај мојата, да речам, работа хирургија на катаракта, и порано беше утврдено, сега ние тоа будно го следиме, предоперативно кој има суво око и утврдивме, иако светските искуства тоа го говореа, ние кај нас, посветувајќи се многу подлабоко на овој проблем, дека после катарактата често се јавува суво око и ние на нашите пациенти кај некои за да се чувствуваат покомфорно,
дури и предоперативно препорачуваме да го направат тоа суво око, да го истретираат на нашите апарати, за многу полесно да им биде после операцијата и да бидат позадоволни. Ако се јави после операцијата, исто така реагираме, било со вештачки солзи одредени, било со ставање на оваа фотобиомодулациона терапија или имаме и апарат со друга биорезонантна, да ја речам, терапија, бидејќи често после операцијата на катаракта, ако е суво окото, немаме толку задоволителен вид, а проблемот е многу едноставен, фали тој воден слој. Тој воден слој, колку чудно да изгледа, има огромна улога во гледањето. Своевремено тоа го утврдил Леонардо да Винчи, во една чаша ја наполнал со вода, до некаде ја ставил, успел на окото и видел дека многу добро гледа и тога сватил дека празната чаша не гледа ништо, а полната со вода кога се стави на око гледа многу. И ја сватил улогата на тие солзите и често луѓе кои имаат суво око имаат и проблеми со самата диоптрија, иако им е добро одредено од лекар, добри се на очарите, ама едноставно сувите очи не можат да создадат убаво таа диоптрија, тоа прекршување на светлината која доаѓа во окото не се прекршува така идеално и правилно, не дека не гледаат, но не им е добро. Така. И луѓето со суво око често доаѓаат да мислат дека имаат некои хронични воспаленија, мислат дека тоа е од некоја бактерија и тие многу често ставаат антибиотици, мислејќи дека тоа е црвено ми е окото, класично, тоа ќе става. А кои се симптомите за суво око? Што треба да почувствуваме да знаеме дека имаме суви очи? Слични се на очно воспаление и тука е таја, да речам, проблемот што полно мислат дека човек има воспаление, а окото му е црвено, белките се мора да црвени, биде црвено? Да, така? делумно, благо црвенило, но стално црвенило и пецкање во очите. Во суштина, тоа се и симптомите вака површно гледано и на конјуктивитот или воспалението на обвивката на окото, но се прави тогаш веднаш диференцијална диагноза. Си има знаци за конјуктивит кои ги гледаме на оние наши микроскопи, но и првично гледаме, имаме во тој дел на самиот микроскоп апарати додатоци, современи, многу, кои веднаш ни укажуваат дека нешто со солзите не е во ред и дека не треба на овој пациент ние да го предозираме од антибиотици безпотребно. Така да, тоа црвено, одредени луѓе и ни викаат дека сами знаат дека, например, не плачат на филмови или на некои други работи на кои се плаче, било од среќа, било од жал, дека немам солзи. Значи, вика... Жлезите не функционираат. Па интересни се, мислат дека не плаче за некого, дека не жали. Дека не жали. Така да... И они сами кажуваат, абе немам солзи. Сите мислат дека сум безчувствителен, а ја немам солзи. Така да... се јавуваат повеќе, да. Доктор Нално, дали може, например, например, да речеме, ако имаме често проблеми со синузит, значи воспалени синуси, ако, да речеме, што ми беше, уште нешто сакав да поврзам тука околу проблемите, за компјутерите. Дали ако често сме изложени, нели, бидејќи сите ние денеска, нели, глобализација, се ние преку интернет, се ние работа на компјутер, на модерни телефони, па дали има влијание тоа што ние претерано сме изложени изложени на зрачење од компјутерите, може да се случи да имаме суви очи. Дали тоа има влијание? Да, секако. Значи тој компјутерски vision синдром или computer vision синдром, секога се јавува суво око. Значи, тоа е еден од главните симптоми и во главном луѓето купуваат компјутери со подобар, да кажам, заштитен екран од таа плава светлина од компјутерот која зрачи, или ставаат плави така наречени светла, тие blue control така наречени,
и тој плав дел од светлината од компјутерот кој влегува во окото, позади на еден начин полека, упорно го нагризува задниот дел на окото. Но екранот и наочарите штитат само од интензитетот на плавата светлина. Но плавата светлина и прекомерното зрачење го суши окото. Многу повеќе, и тоа око е посуво него кај некој кој ностоп трепка, е во влажна просторија. Ова најверојатно и самото око помалце трепка. Вниманието човек го задржува најверојатно повише тука на тие машини, пошто таму некако најдна светот ни е на дланка, се премногу моćни машини и не занесуваат, да речам, не обчинуваат. Така, во секој случај има улога. Да, и тогаш компјутерот ги суши тој дел. Очите тука и климата или парното, кој го прави сув воздухот, си бара и воздухот одредена влажност. Дали сувото око се јавува кај сите возрасти или пак можеби само повозрастните се склони за суви очи? Реално ништо не се подобрува со годините, сем само што викаат малце паметот доаѓа, така да кај постарите, сепак тоа кога веќе мора да се бира, да се каже, значи продукцијата на солзи од солзната жлезда е намалена. Се намалува, така. Таа е главна група. Втора група е кај што некое воспаление ја на таа жлезда нападнало околно, па ја направиле помалце да лачи. Или ги нападнало тие жлезди кои лачат тој мрсен слој, па не можат тие да лачат доволно, а воспаленијата ги напаѓаат на сите. Така да тоа е тоа. Што се однесува за сувото око. Да. Ајде тука би замолила од режија, веќе може да приклучат и телефони на екранот за оние кои што не следат, ако имаат некое прашање, нели да се вклучат во нашиот разговор. Са него ќе преминеме во вториот дел кој што е неизбежен, бидејќи нели секогаш кога сте ни гостин, мораме да проговориме малку и за катарактата. Па кои се сега трендовите за лечење на катарактата, бидејќи година дена помина од кога ми гостувавте во ваш термин. Дали се случија некои нови трендови, како се третира катарактата или истите оние, како се вика, диагностички третмани, оперативни зафати, се останува исто како и од тогаш? Да. Има ли нешто сменето? Има. Технологијата драстично напредува, чудоневидувачки. Ние во Промедика офталмологија така и се одлучивме да или ќе ги пратиме во чекор тие трендови, одлучивме да не бидеме некоја, да кажам, луѓе или фирма од некоја мала држава Македонија, која ќе биде, да кажам, фрустрирана од околните поголеми, да кажам, Србија, Бугарија, Словенија и Хрватска. И верували или не, ние технолошки сме најопремена за катаракта и за други работи суво око све во екс-Југославија. И тоа нас не ни е ништо чудно. Чудно им е на тие што им е чудно. Нас не ни е чудно и така да... на тоа дека имате многу работа? Па имаме, но така решени сме да иновациите ги учествуваме во тие иновации. Ги чекаме брзо веднаш што ми излезат, храбро ги прифаќаме, не чекаме долго да се усвојат, па ние да почнеме. Не, ние учествуваме во тие иновации брзо и храбро. Ајде, ми се чини дека имаме гледач, ако не се лажам од режија. Добро вечер, дали имаме гледач? Дали имаме некого на линија? Добро вечер. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав на емисијата и на докторот. Благодариме. Може би темата не е соодветна на моето прашање. Имате тема суво око и третман на суво око, спомнахте катаракта. Јас имам макуларна дупка. Така, нема проблем. Докторот нешто да ми како да го сочувам, како да ја внимава макуларната дупка да не се прошири. Добро. Диагностицирана ми е 3 години, одам по Нарајановата мрежа, ја пополнувам, а инаку терапија не примам. Терапија не примате? Не. Добро. Ви благодарам.
Ви благодариме што се јавивте, доктор Наум. Значи, макуларната дупка, прво, добро е што ја имате таа мрежа и по таа мрежа кога гледа човек, ако многу се искриви таа мрежа, тоа е знак дека таа макуларна дупка многу напредувала и тоа е еден така лесен метод за човек сам од прилика да гледа кога поургентно треба да се действува. Макуларната дупка, лекувањето е само хируршко, нема друго лекување. Едноставно кажано, таа макуларна дупка треба да се пополни. Значи, за да биде како треба. Може би од декември, али најверојатно од некаде февруари или март месец, кај нас ќе доаѓа доктор Лукан Мишев, познат во европски рамки за баш за макуларни дупки. А нема кај нас некој што го работи тоа? Па нема добро како него што го работи. Дај, затоа и го добивме него, иначе во суштина јас сум таков многу отворен, нема. Така да и ќе почне да доаѓа. Тука од пациентката може да дојде од март или февруар, точно сега, не знам, малце короната, сите планови ни ги раздолжуваат, тие ПСР тестови. Он е од соседна Бугарија и е човек кој многу има дадено во тој заден дел. Конкретно, долги години го знам и конкретно и на мојот родител успешно го има оперирано, мојот татко. И за истиот проблем? Да. Добро. И затоа јас тој проблем се решава само хируршки, но ако пациентката гледа до 40-50%, не се интервенира. Значи, ако помалу од тоа 40-50%, веќе тогаш треба да се интервенира и доктор Мишев ги работи успешно. А кажете ми, пациентката кажа дека не прима ни терапија и што треба да се прима терапија воопшто? Не даваат некоја терапија за овој проблем? Видете, има две работи. Или пациентката не е спремна хируршки да го реши тој проблем, значи, или се уште има задоволителен вид од овие што ги кажав на 60-70%, нема некоја голема потреба. Второто е ова што го кажавме, Македонија не се работат макуларните тие дупки и затоа нешто од овие две работи. Значи сега вака, ајде да појасниме до гледачката, значи ако е над 50-60%, може да остане и да не се чепка. Како што е, така. Меѓутоа ако се намалува, тогаш веќе мора да реагира хируршки. Па мора, сега зависи од состојбата на другото око. Ако е тоа добро, нема нешто да се влоши, него ќе добие лош квалитет на живот. Ајде ние вака ќе послучиме, значи еве ако сакате нешто повеќе да се консултирате, нели, да во однос на овој ваш проблем, без разлика, еве говориме и за ако е над 60 и под 60, кажав, доктор Наум е очен хирург во Промедика Медикал центарот, во центарот на градот, карши главната филијала на Тутунска банка, па можете да се обратите, еве можете ако сакате да се јавите утре овде, јас ќе бидам негде напладне, да поберете бројке, да се исконсултирате едноставно што би направиле по-конкретно и се надевам дека веќе бидете задоволни. Така ќе видиме докаде е тоа, ќе го дадеме советот дали е, кога е ургентно и дали тоа и како, на кој начин. Али само хируршко решавање. Мислам дека имаме уште еден гледач, ајде да слушнеме кој се јава. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, јас сум истата гледачка што прашував за макуларната, меѓутоа морав да се исклучам. На левото око ми е 100% видот, а на десното око ми е оштетено, јас кога ќе ги затворам очите, тоа го приметувам. Иначе сум интелектуалец, дипломиран правник со правосуден испит и сакам да читам постојано и тоа ми прави пречка во читањето. Сега јас ја пополнувам таа шема, меѓутоа ми се криви, знаете, одам со црвено пенкало, ми се криви, до кога ми рекоа дека не е се уште за операција. Добро. И затоа јас го соидам тоа. Ви благодарам, извинете што ви одзедов време, а не емисијата
Нема во што, ви благодариме и вие што Догледане изразивте желба нели да искомуницирате. Доктор Наум, добро, во секој случај се разбравме, значи да, обично проблемот ќе биде наблиску по изразен, самата пациентка кажа дека интелектуалка и дека сака да чита и тоа ќе е наизразено наблиску. Едно толку добро што е здраво и во секој случај кај човек, не мора кај нас, било каде што она мисли, кој успешно ги решава тие макуларни дупки, така, да се обрати, макула хол, тоа научно кажано, треба да го реши. Не е лесна интервенција, но интервенција која има успех. Да. Ајде, ми се чини дека имаме уште еден гледач, да слушнеме кој се јава. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сакам докторот да опрашам какви се тие жолти лечи, бели лечи што се кажуваат по јавноста, кој е подобро и сето тоа, малце нешто околу тоа, ако може да каже. Добро, ви благодариме. Така. Благодарам и јас на прашањето, едно прашање практично кое секој ден го имаме во нашата ординација при интервенцијата. Кај белите лечи има еден филтер. Ние популарно сакаме да кажеме дека тие се лечи со 50% заштита. Тие штитат од ултравиолетовата светлина, од нејзиниот штетен дел. Има на нив вграден UV филтер. Тоа се бели лечи. Кај жолтите лечи има уште еден филтер, тоа е филтер против плавата светлина. Сончевиот спектар, она виножито, ако го гледаме, ги има многу бои на него. Еден од тие е и плавата светлина. Плавата светлина во нашата природна леча што ја имаме, Господ ја дал со таков филтер. И за плавата, кога се извади при операцијата на катаракта, убаво е да лечата биде жолта и да има филтер и против плавата светлина. Значи тоа е улогата на жолтата леча. Тој не ја укинува целосно плавата светлина, пошто не би бил добар видот, него тој ја пригушува. И таа плава светлина, кога влегува во окото, не го уништува. Сега таа не го уништува во еден ден окото. Таа систематски го јаде и добро е да го има тој и вториот филтер. Тој што го има и вториот филтер, доколку е возач, ноќе кога вози, тоа пат него малку минимално му сметаат светлата од колите, бидејќи таа светлина ја пригушува плава и малку му смета. Ама малку. И ние вагаме, доколку е пациентот професионален шофер. Тогаш ставате бела. И млад, и неговиот дел е позади, тогаш некојаш размислуваме како приоритетно да предлагаме белата. Дека имаме гледач, во секој случај по-добро би било жолта да се стави ако се одбира. Ајде да слушнеме кој се јавува. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се извинувам што почекавте, меѓутоа мораме нели да објасниме. Не е проблем. Повелете. Значи вака, се јавувам, има проблем супругот со едното око, значи надворешно се гледа како мала мрежичка. Беше на преглед, му препорача некои капки за суво око и третман на суво око, што нема врска со тоа. Го третираше со капките, ништо не помогна, го третираше со други капки, исто не помогна. Значи не му пречи на видот, не му пречи на нема никаква ниту болка, ниту нешто, меѓутоа видливо, естетски, а може би понатаму би придонело и за нешто оштетување или не знам таму. Кажа дека во периодот кога се појавило, дека имал наводно контакт со прашина или така. Да, имаше контакт, се дали од тоа или не, што препорачува докторот, дали, мислам секако би го видел претходно, него дали отстранување, дали постојат некои вакви, не знам како да ја наречам, тоа изгледа како мрежичка, буквално е мрежичка. И се гледа, видлива е. Значи видлива промена некоја на окото. Да. Добро. Меѓутоа ете беше во една од нашите приватни клиники, таму не му препорача ништо, меѓутоа прво не делува убаво вака на око, второ му пречи и се плаши да понатака нешто во животот, да не му предизвика нели поголемо оштетување на окото или не знам. Ви благодарам. Добро, ви благодариме, многу убаво објаснивте зашто станува збор. Доктор Наум? Пациентот има најверојатно надворешно мало перде или птеригиум, тргнува од кај носот на кај центарот на окото. Доколку дојде до рожницата, до прозирниот дел на окото, тоа не мора да се
вади, но Добро. кога веќе преиде на прозирниот дел 2-3 милиметри, тогаш подобро да се вади, бидејќи ако дојде до центарот на окото, кај што е рожницата, центарот, тогаш ќе го угрози видот. Така. Ако ние го отстраниме, а ние кога ќе го отстраниме, под него секако ќе остане мала лузна, таа лузна, ако е централно, ќе смета. Така. Ако попериферно го отстраниме кога е уште, тогаш тој воопшто нема да има никакво пречење во неговиот вид. Значи, таа има надворешно перде или птеригиум, така наречен. Така се веќе, така. И тој со капки не се лекува. Не може. Значи, тука се тој дел прави отстранување и бидејќи тој дел, и сама она кажа, бил изложен на прашина, обично на сонце се луѓе што се почесто изложени. Добре. Македонија сонцето ни е 300 дена, сите сме изложени, удира сонцето во носот и се одбива и удира на едно место во окото. Сега тие луѓе некои имаат предиспозиции, иначе сите ќе бевме ние во Македонија со надворешни пердиња. Што предлагате сега да се направи? Дали предлагате? Треба да се види ако е малечок, како што рекле колегите, овие година, две, не. Треба да се следи. Ако веќе преиде, почне да оди таму, се отстранува, има посебна техника и се менува правецот на неговото растење, бидејќи тој тргнал натаму ќе оди. Но си постоја техника и кој он нема веќе да оди натаму, ќе оди, ама во друг правец каде што нема да го загрози видот. Значи, сегашното отстранување би било, од ова што разбрав, малку повише естетско, но веќе до година можеби и би било и медицинско. По секој случај треба да отиде во некоја така наречена хирушка куќа од неколкуте добри очни болници во Македонија што се и да малце уште еднашка поразговара. Ако бил скоро не мора тоа да го прави, али за 3-4 месеци или напролет да дојде, да тоа се види и да... Дали вие го работите тоа? Да. Така, еве, ако сакате да се сретнете со доктор Наум. Да, лично, јас ги работам. Значи во Промедика Медикал Центарот можете да се јавите да закажете, чисто да поидете да се консултирате за да види до каде и што е проблемот со она за кое што посочивте. Доктор Наум, што се тоа леки со продолжен фокус за лекување на катаракта? Кажавме жолти, кажавме бели, овие се некои сосема други? Значи, лечите може да бидат, ако е, да кажам, по филтри, да не збориме по боја, филтрите ја чинат бојата, ако има еден филтер е бел, боја, ако има два филтри е жолта. Значи, филтерот зависи бојата? Тоа е во однос на заштитата. Вториот дел е монофокални или лечи со кои добро се гледа надалеку и бифокални или трифокални со кои се гледа добро на блиску. Лечите со продолжен фокус се, да речам, моментално последно постигнување во тој дел и тој продолжен фокус прави да човекот гледа далеку, ама да гледа и блиску без наочари, што е голема удобност да се отфрлат во денешно време наочарите за блиску кои секој човек ги има после својата 50-та година. После 45-та, ама малце забушаваат сите, па некаде после 50-та и тој продолжен фокус, народно кажано, значи дека гледа далеку, ама фокусот се продолжува од далеку и на блиску. И може да бидат бифокални, значи фокусот да нуди гледање на далеку и на близу, тоа е на 50 сантиметри. Тие 50 сантиметри се рачунат во моментов како некоја најпрактична далечина во современиот живот. Значи на 50 сантиметри е лаптопот, неговото величество лаптопот кој сите или компјутерот, потоа доаѓаме кафето, пеглата и сите се утврдило некоја далечина морало да се одбере. И одбрале таа на 50 сантиметри, онаа стара далечина тука кога сите учеле дома не е веќе таму, тоа е 33, ова е некаде 50 и тоа се бифокали. Трифокалите веќе нудат на близу две далечини. Надалеку едните и другите, и монофокалите, и бифокалите, и трифокалите нудат надалеку. А трифокалите нудат на 40 сантиметри и на 70, се за малце поактивни особи, да речеме шалтерски работници, сака да види
и во лаптопот и клиентот, во исто време повеќе функции, така и подалеку и поблиску. Све па еви кај вас водителите, значи тука и на 70 да речам, и поблиску и пилоти, шофери кои треба да го види и менувачот и колку вози брзо. И во главном тие ги препорачуваме на тие поактивни трифокалите, а кај другите сме задоволни со бифокалите и луѓето се задоволни многу со бифокалите, бидејќи долго носеле наочари за блиску. Одредене имаме и да кажам пациенти кои немаат катаракта воопшто, него сакаат да ги симнат наочарите за блиску, да не ги носат. И тоа ние го овозможуваме со овие бифокали или трифокали. Спаѓа во еден дел во естетска, ама во суштина е потреба на многу луѓе и потребите се менуваат. Како што кажавте и вие, технологијата се развива и работите се менуваат. Технологијата многу оди напред, посебно во оваа продукција и многу на тие. што носат, нели, како мене очила, сакаат, нели, да не носат, па да си вградат леки за да ги нема тие ласери што ги кажуваат сите, тие се ласерите ја коригираат диоптријата за далеко. Така. Не за блиску. За блиску мора да се стави леќа интраокуларна која има дел за блиску. Постојат и кај ласерите начин да се тоа регулира, но тој не е толку популарен, бидејќи кај ласерите кога се бруси окото, едно толку се бруси, да речеме, во -2, за да гледа наблизу, а другото надалеку, што е малце грубо, да едно толку не гледа далеку, само блиску, другото само далеку, а не блиску. И тоа е заморно за активни луѓе. Така да подобра варијанта е ова со бифокалите. А ако човек веќе има катаракта, тогаш нема двојба дека се право решение тие лечи за далеку и за... Тогаш значи мора да се гледат тие. Доктор Наум, тука сме некаде на крајот. Се надевам дека сето она што сакавме да го кажеме во однос на денешните прашања и одговори го кажавме. Само да ве прашам колку за крај, бидејќи нели секогаш се прашуваме дали кога треба да поидеме научно, не само да немаме никаков проблем, чисто да си го провериме. После која година обично треба да посетиме очен лекар во однос на да знаеме дали имаме добар вид, да немаме не дај Боже очен притисок или така натаму. Да. Кога човек, да кажеме, нема некоја мака, еве да ги упатиме децата, првично тие мора да отидат пред својата 5-та година, бидејќи видот до 5-тата се формира и тогаш ние може нешто да направиме. Првично да нив ги посечаме, да кажем, се најскапоцениот дел од нашата популација. А друго е добро што постојат кај веќе повозрастните тие систематски прегледи, каде што се воочуваат првичните проблемите, така. Иначе, она што е класично е после 45 години почнува човек да не гледа на близу. И тога и сите оние кои што мислат дека никогаш немале тие да отидат на научен лекар, тогаш веќе мора и тие да дојдат. И сепак пак ќе нагласам големата улога на систематските прегледи кои се прават и тоа е превенцијата и тука обично се мери очниот притисок, тука доста работи откриваме, кај децата откриваме дека не гледаат, а родителите не го тоа, да кажам, приметиле, или еве, кога луѓето, да кажам, со суво око, кога приметат пецкање, стални црвенила, кои не им минуваат со некои капки, тогаш треба да помислат на сувото, кој дека нешто баш не е во ред со нивниот третман и да дојдат. Тоа се едноставни работи, но го прават стварно животот, да кажам, многу поубав. И еве за оваа суво око стварно сме ретки кои имаме кабинет за таа работа. Како што кажавме, и нов апарат кој што веќе година дена го користите. И имаме доста, да кажам, еве, да и поздравам, прекрасен персонал, љубезен во таа работа и доста обучен, така да и стручно ќе бидат, да кажам, услужени, ама и пријатно ќе се чувствуваат. Така да... Да.
Ви благодарам, доктор Наум, и ве се надам дека сите оние кои што не следат, ако имаат ваков проблем, дека ќе ве посетат. Секако оние кои што сакаат да добијат ваш број, потенцирав и преиска, можат веќе од утре да се јават кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од доктор Наум, ќе се сретнат со него и се разбира ќе им помогне за она што е нивен проблем во однос на очите. Ви благодарам уште еднаш и посакувам добро здравје и секако успех во сето она што го работите околу оперативниот зафат со катарактата. Ви благодарам и јас. Животот оди понатака и ако времењата се лоши, ковид мора да и другите заболувања да ги лекуваме и да бидеме оптимисти во се. Така, дека сепак еден ден се ова ќе помине. Благодарам уште еднаш. Така. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека бевме интересни, останавте со нас до крај. Секако ако е така, тогаш веќе следната недела 7 дена се гледаме повторно пак. Вие чувајте го своето здравје, чувајте се и се разбира, имајте пријатен остаток од денот.